Последниве неколку години беа тешки за Цу Јунг Шин. Неговата главна култура е атемоја, сладко тропско овошје. Атемоја се совршени за одгледување во топла островска клима на јужниот Тајван. Тие исто така се совршени за потрошувачите во Кина, кои обично купуваат речиси 90% од овие атемоја. Но Кина го прекина увозот на атемоја пред 2 години во период на политички тензии со Тајван. Пекинг рече дека плодовите имале инсекти. Многумина во Тајван видоа политички мотивации. Тие обично ќе најдат изговор да кажат дека нешто не е во ред со вашите производи. Цели 2 години Цу не оствари профит. Кина ги укина ограничувањата во јуни, но пазарот се уште не е целосно закрепнат. Во услови на тензии, Кина исто така забрани и други тајвански овошја, повикувајќи се на мерки на предпазливост за биосигурност. Нестабилноста нанесе штета на делови од овошната индустрија во Тајван. Лај Ши Јао поседува пазар со овошје. Тој веле дека Кина се обидува да создаде зависност за да добие политичка контрола. Дали навистина им требаат овие тајвански плодови? Воопшто не им требаат. Тие го прават тоа затоа што се обидуваат да ги освојат срцата и умовите на луѓето. Се е политика. Кина често ги негира политичките мотивации за незините економски мерки против Тајван. Од друга страна пак, Пекинг е поексплицитен, поврзувајќи ги потезите со акциите на, како што ги нарекуваат, тајванските сили за независност. Тоа е дел од поголема шема на Кина, која долго време користи морков и прачка за да влијае на Тајван, вели аналитичарот Чијао Чун. Ја отворам вратата на пазарот и ти давам некои поволности. И тогаш кога ќе развиеш зависност, можам да правам што сакам со тебе. Ако слушаш, ќе продолжам да ти давам. Но ако не слушаш, јас само ќе го затворам пазарот. За многумина во овој земјоделски регион неизвестноста е загрижувачка, особено со изборите во Тајван. Во зависност од резултатот, врските со Кина би можеле да се влошат, што ќе го отежне извозот таму. Многу овошни фармери ги поддржуваат политичарите кои сакаат да прават повеќе бизнес со Кина. Јас лично не се согласувам со тоа. Мислам дека демократијата е поважна. Изборите се секако тешки за оние кои се фатени во средината на тензиите меѓу теснецот.